Откако ги замрзнаа, сега ќе ги одмрзнуваат. Владата се пишмани. Во вторник пак ќе ги зголемува цените на овошјето и зеленчукот, зашто како што велат поскапел увозот. Министерот за економија седна на иста маса со увозниците на овошје и зеленчук, пошто одлучиле да се направи корекција на цените. Тие по состанокот, иако рекоа дека ќе кажат што ги мачи, сепак од економија им кажаа да си одат, за да не се нашле во небрано. Крешник Бектеши признава дека во Македонија речиси да нема домашно производство, а најмногу овошје и зеленчук се увезува од Турција, Албанија, Србија и Грција. Согласно новите пресметки на царина, дел од увозниците прикажале двојни лажни фактури за да имаат огромен ќар, а министерот ги потсети дека затајување на данок над 10.000 евра е кривично дело и секој кој се огрешил рече ќе одговара. Има мало зголемување во дел од тие 11 производи. И тие производи ќе ги кажеме во вторник и во среда кои се. Другите се со истата цена увозна. Ние се повикуваме на цените кои ги прејавуваат тие сами. Сите производи кои се увезени, кај некои има декларации со повисоки цени заради тоа што ние ги повикавме да ги кажуваат тоа што е реално. Алфа повторно направи обиколка во поголемите маркети на зелените пазари и за жал сликата и натаму е поразителна. Во продавниците домати и крставици нема ни за лек, а граѓаните реагираа дека власта си игра со нивните пресметки. Прашуваат како е можно да е толку скапо, додека за функционерите фрапантно да си ги зголемуваат платите. Функционери во што да се откажат? Ние се знаеме што све се откажат, мама тие што неќат да се откажат. Еве сега повисоки плати добиваат. И повисоки плати, и патарени, и разни службени патувања на сметка на нас. А ние крставиците 120 денари, у Македонија крставици 120 денари. Па дали се, но кромидот 90 денари. Па не сум у Дубај, бе. Мора државата да помогне. Оте немаш чаре. Еве помага, замрзнува цени, денар, два. Да, бе, да, замрзнува. Ништо не ви се откаже, од јадење не може се откажеш. Мора да се јаде. Мора да се јаде. Друго? Што е најнеопходно? Па јадењето не. Веќе дојде и од лебо да се откажеме. Според државната статистика, граѓаните во март споредено со февруари годинава имале незначителни 0,1% намалени трошоци, ама инфлацијата и натаму останува двоцифрена. Според најновиот извештај, поскапување има кај свежиот зеленчук освен кај компирите, и тоа за 8,8%. Кафето, чајот, какаото и виното биле поскапи за 0,8%, а жестоките пијалаци за 0,7%. Месото пак и другите прехранбени производи имале повисоки цени за 0,6%. Инаку во споредба со март лани, трошоците за живот се зголемени за 14,7%.